Работната група за филмска писменост е дел од мрежата за медиумска писменост. Може ли да ми кажете кои се главните активности на оваа работна група кои се насочени кон училиштата? Токму така, нашите активности кон училиштата се со цел да им дадеме сознание, но и јасност дека филмот како уметност, медиум за комуникација, но и индустрија и денес и во минатото бил и се уште е алатка и дидактичко наставно средство кое може да потикне учење, но и да развие критични, креативни и културни вештини и компетенции пред се за децата и младите. На филмот и филмската писменост сметаме дека мора да и се посвети внимание и да се упфати во рамките на формалниот образовен процес во време на општествени технолошки промени, каде распространоста на дигиталната мултимедија носи нови предизвици за писменоста на луѓето, пред се за децата и младите, како и наметнува потреба за развој на нови вештини, како што е употребата на алатки, технологии, текстови, вештини за критичко размислување, анализа, составување на пораки и така натака. Исто така, во овој дел би насочиле дека не случајно сме дел од мрежата за медиумска писменост, која што е насочена како форма, концепт на писменост да овозможи способност граѓаните, како и децата и младите, целосно да учествуваат во општеството, културата и модерното живење. Вклучувањето и вмрежувањето на филмот и филмската писменост со медиумската писменост е природно, доколку го гледаме како процес за општествено зајакнување, како и како процес да одговори на поединачни потреби кои можат да бидат научени само преку филмот како уметност, медиум и културно добро, но и само преку филмскиот јазик и филмските техники. Кои се најголемите придобивки од воведување на предмети поврзани со филмската уметност во образовниот процес? Во овој дел придобивките може да бидат големи, доколку малце се оттргнеме од она сегашно минималистичко фаќање на филмот во образовниот процес. Воведувањето на филмската писменост преку серија на процеси, но и практики во кои учениците ќе бидат вклучени во текот на целата година може да придонесат до многу позитивни влијанија, но и придобивки како во процесот на учење, така и во процесот на учење и знаење кај самите ученици. При тоа, доколку сакаме ефекти во учењето, но и знаењето и иден развој на вештини компетенции преку овој медиум, учениците мора да бидат запознаени со филмот како уметност, но и со филмот како информација или наставно средство кое што може да се користи за конкретен предмет. Со ваквиот пристап ќе овозможиме децата да учат преку медиум кој што едуцира, но во исто време и забавува. Ваквото учење е интерактивно, значи учениците се вклучени, потоа наблюдувачко, имаат улога на гледач, со однапред поставени цели, значи стекнување на одредено искуство или пак подобрување на некоја вештина и според целна група, што е многу важно, ориентирано кон возрастна категорија, но и интерес на самите деца. Учењето преку филмот се поврзува и со филозофијата на учење преку правење, која овозможува освен изразување, воедно и создавање на лична врска со филмот, или идна филмска или можеби културна професија. Се ова е во врска и со времето во кое што живееме, во кое што освен брзо движење на науката и технологијата, имаме и брзо движење и развој на културата и уметноста. При тоа филмот во овој случај не се стреми да го замени традиционалниот учебник или пак наставник или пак едукатор, туку тој придонесува да го унапреди и дополни со тоа што возможува поблиска и забавна комуникација помеѓу учениците, но и помеѓу учениците и наставникот или едукаторот.
Исто така, со него многу побрзо и многу полесно се добиваат информации, тој мотивира, привлекува внимание, како и го подигнува нивото на разбирање за одредени теми, влие врз љубопитството, влие врз мисловните активности кај самите ученици, како што и развива, како на самиот почеток што кажавме, целосни креативни, културни и критички вештини. Зашто филмот е важен за децава? Друго плюс. Важен е затоа што освен забава нуди едукација, како што кажавме. Исто така тој влие многу силно врз умот, но и врз сите сетила на децата. Не случајно го кажуваат дека е мултисензорен. Така да филмот ова дава одговор на самото прашање, но можеме да го дополниме дека тој може да влие во повеќе аспекти, може да влие на самото социјално однесување кај децата, може да влие на когнитивниот развој, на индивидуалниот личен развој кај децата, како и на самиот емоционален развој.